Никогаш не дозволувајте светот да промени вашата насмевка, туку вие со вашата насмевка пробајте да го промените светот. Ова сакам да ви го кажам и повторно со насмевка, да ве поздравам од студиото на Македонската радио телевизија, да ви посакам уште едно топло добредојде во уште една животна приказна. Секоја гради својата приказна и ја креира на начин како што мисли дека е тоа најдобро. Уште една таква приказна не очекува во следните 45 минути, а вие останете заедно со нас, бидејќи по кратката најава ќе слушнете за кого станува збор и кој е мојот соговорник. Таа е пример за вистински борец, жена која знае што сака и што прави. Секој нејзин избор е резултат на решителност и сила. Бизнис жена, емотивна и искрена, атрактивна и со јасна визија за својот живот и кариера. Секогаш подготвена да се соочи со предизвици и да ги надмине со достоинство. Дами и господа, Наташа Петровска. Како и секоја емисија, така и оваа, прилогот ми помага мене да не зборувам многу за мојот гостин. Наташа Петровска, добре дојде во животна приказна. Наташа, драго ми е што си дел од оваа емисија. Повели, бидејќи некако празниците ни се тука, овој месец, пред се сакам да ти посакам успешна и среќна нова година. Фала и на тебе исто. Се надам дека лошите работи ќе ги заборавиме во изминатата година и ќе ги оставиме, дека ќе бидеме многу подобри и попозитивни во ова нова 2026 година. Каква беше за тебе годината што измина? Каква беше? Тешка малку. Приватно или професионално? Приватно ми беше тешка, професионално добра, бидејќи имав нови работи, нешто ново направив и професионално ми беше добра. Мислам дека добра. Се надевам уште подобро ќе биде наредната. Така, како си пред се, исто така да те прашам како и сите гости, искрено од срце, како си, кому често знаеш да се јавиш наутро да прашаш како е? Добро сум, фала ти на прашање. Да, јас ги прашувам сите како си. Дали е тоа проформа, бидејќи во последно време со оглед на тоа дека сите живееме динамично и некако тоа ни стана како некоја проформа прашање како си, без навистина? Да бидам искрена, да. Да бидам искрена, да, затоа што тоа ти е некое прашање, нели, како да ме, како си, после преоѓаш на главно уствари, да. А сме заборавиле да прашаме како си и да се прашаме и себе како си и да си го подобриме расположението кога ќе се замислиме како си, нели? И ако некој те праша како си, да кажеш еј, добро ли сум, да се провериш и да направиш да се чувствуваш, нели, подобро. Можеш ли на една рака да ги избереш луѓето кои ти се вистински пријатели и колку со оглед на годините на работата со која што ти ја работиш, знаеш да ги препознаеш вистинските пријатели? Јас сум еден тип кој што верува во луѓето, верува во луѓето и сака да верува. Значи, не дека не го приметувам нештото кога се случува, меѓутоа сакам да бидам слепа и глува и на некои работи. Да, за некои работи и сакам да верувам во луѓето, бидејќи не можам да живеам без луѓе и бидејќи мислам дека јас можам да го променам светот, не мислам, не го сакам, со тоа што ќе бидам добра. Со твојата насмевка, како што кажа во најавата? Да, со мојата насмевка, со мојата добра намера, со моите добри мисли према другите луѓе, сега да не биде нескромно, меѓутоа стварно сакам така и гледам розово на работите и сакам луѓето да ги и доколку имам некој пријател или човек што гледам дека не е, нели, што можам да приметам дека не е најдобро намерен, сметам дека со тоа што ќе бидам јас позитивна и добронамерна према него, дека ќе го променам, него или неа, дека ќе го променам неговиот начин на размислување и неговиот став према мене и према околината. И на крајот на краиштата, како велат, кој тебе со камења, ти не му возврати му со... Да, точно. И јас се водам по тоа, мислам, не дека негде го учев или го... Едноставно, така сум растена, така сум воспитана, имам среќа да имам добри родители, кој што така во тој дух не воспитува, да бидеме безрезервно добри, добронамерни. Некогаш може би и наивно, на луѓето им делува може би наивно. Некогаш си лута, зашто тоа е баш така?
Секако дека сум, секако дека сум. Има фази, се во животот е фаза, нели? Има фази во животот каде што бев многу љута, гневна, каде што имав без измешани чувства, нели? Без страв, се чувствував од луѓето невозвратена љубов и така натаму. Меѓутоа сега сватив дека ако нештото го правам, не морам да чекам, со годините тоа го научив. Не можам да чекам, не морам да чекам нешто за возврат да ми направат, него И тогаш е многу полесно кога не очекуваш. Тогаш е многу полесно, да, не си лудбар на самиот себе, знаеш дека тоа го правиш и знаеш дека можеби нема да ти биде исто возвратено, меѓутоа го правиш. Но некој гледа, некој гледа, да. Знаеме дека има некој што не гледа и тоа тој да ни врати ако правиме добро, нели? Така, а какво детство имаше, Наташа? Ние сме од слично мало, близко пораснавме. Кои се твоите најбави спомени од детството? Да, баш не имавме. Мислам и кога не сум те видела одамна, нели, искрено изгледаш исто преубаво. Ти благодарам. Не си се променила воопшто, Исто. да. Знаеш како растев. Тоа е до воздухот таму од Вардар. Да, близко ни е Вардар, точно, да. И какво детство имав? Имав специфично детство, и среќно, и тажно, и јас бев среќно дете. Знаеш како растевме ние покрај Вардар. Второ дете? Да, второ дете. Со сестра ми секогаш, нели, како поддршка и како постара сестра. Иако сте различни Многу сме различни, да. Многу сме различни. Меѓутоа да растевме заедно. Она беше повозрасна, нели? Јас стално бев таа мало досадно дете што можеше ме влече секаде со нејзе. Па стално памтам ке ме татко ми ќе каже ајде Маја носи ја сестра ти во школу или носи ја ваму или носи ја таму и ја плачев и ќе ме земе со нејзе, ќе ме качи, памтам како сега на точак и ќе ме удира од позади. Морам да те носам. Да, ја ќутам битно срекна дека ме земала и сега бев како фластер залепена. За нејзе бев Не се сложувавте многу, колку сте разлика? 5,5 години сме разлика. Не се Тоа е, сложував. да. Да, беше специфична разлика. Јас дели она како постара сестра ми беше идол. Јас бев како мала многу слаба. Бев многу слаба, не знам дали памтиш како неохранета. Па добро, и сега не си некоја... И сега имам борба, Да, сега имам борба да бидам као по да не јадам толку, а како мала бев многу слаба и сакав да се здебела. Нормално и сестра ми, нели, они беа по девојки, излегуваа све со другарките, стално ги гледав и ми беа идоли, сакав да бидам, нели, како нив кога ќе пораснам. И сакав да бидам цело време со нејзе, да ги слушам, значи да седам у соба, да ги слушам мобитите. Каде заврши средно училиште? Завршив средно во Зевчеш и Гуцу Царитаж беше мешано и основно, нели, во Влае. Да, тогаш Да. беше Јосип Ростито, Јосип а Ростито, подоцна да. Димо Хаджидимов. Да. И детството, како што ме праша за детството, нели, кога го кажав какво ми беше детството, имав На улица? Среќно детство, да, на улица пораснавме. Имав среќно детство, ама имав така малку еден период, нели, некоја тажна бев, баш заради тоа, нели, пошто бев многу слаба и сите што ќе ми видаа леда не му давате на дете во ништо да јаде. И јас Тоа влијаеше на тебе. влијаеше многу на мене, не му давате дете во ништо да јаде и јас бев не бев самоуверена, стално мислев дека сум слаба, дека сум поносев во 5-6 Имаше некој комплекс поради тоа? Имав комплекс поради тоа, бидејќи сите коментирале колку си слаба, знаеш. И јас носев во 5-6 пара хлахопки, значи усред лето, ги сечев ногавиците, татко ме проверуваше обичајно, Маја проверија пак облекла 5-6 пара хлахопки, кој некој рече дека сум се здебелила, бев најсрекна на свет. Беше проблематично дете? Па, бев попроблематична од сестра ми, ако се споредам со нејзе, бев уствари бесно дете, од една страна, бунтовно дете, бев, може има тоа се поврзано со едно со друго, бев бунтовно дете, да, правев бели. Криво ти е за некои работи сега од овој аспект што си им ги направила можеби на твоите родители, ако во моментот не се почувствувале горди или секогаш ти била поддршка без оглед на тоа дека ти си направила некој проблем? Па да, криво ми е. Мислам, за жал не сум родител, не знам како е, нели, дете да биде такво бунтовно и непослушно. Криво ми е секако сега од овој аспект. Меѓутоа, па кога пораснав, па беше обратно. Јас бев таа која што се грижев за родителите,
многу Им внимавав на возврати, нив, всушност, им возврати, така да немам сега грижа на себе со тој аспект. А мислам дека тоа ми бил патот, така требало да биде. Како почна твојата приказна со твојот салон за убавина? Од каде идејата? Јас исто така никогаш мислам претходно кога не знаев што да работам, нели, се размислував. Имаше период кога требаше да се пронајдеш што сакаш? Многу време, да. Значи завршив средно, па после тоа имав период кога не се запишав, па се запишав на факултет, па што да запишам, ја не знам што сакам да работам. Околината, нели, сите работеа негде, кај некои предпоставени, ја знаев дека не сакам да бидам, не сакам да имам предпоставен, тоа го кажувам стално, исто со сестра ми. Не трпиш авторитети? Не трпам авторитети, да, никогаш не сум трпала. И тоа ми е проблем, веројатно. И се прашав што ќе работам, знаеш, и се соочував со некои ситуации, например сестра ми исто, па ќе дојде ќе нешто ќе ми се жали од работа, па ќе плаче овој вака ми напред така, нели, предпоставени некој. Ја онако безубеден, сега кидам. Како тоа го трпиш? Знаеш, она кажа, ја не можам вака ништо, знаеш, и така бе бунтовна, не можам да го трпам јас тоа. И со тек на годините, нели, сватив дека сакам нешто свое. Тогаш беше на пример многу реткост некој, посебно жена, да работи нешто самостоен бизнес, нели. И беа во ЕК салоните. Јас сакав првично да отворам салон. Размислував баш со Андреана Будимир, тогаш знам го сакаше и си бараше партнер, сакав со неј за да отворам салон. И тогаш имав ситуација, имав, нели, дечко еден и патувавме многу и на едно од моите патувања во Виена, он до душа ми го посочи, ме рече, слушај, ова ти е можда подобра приказна, ај пробај го, него обичен класичен салон, не ти треба партнери, биди сама, имав поддршка, морам да признаам од него, секако, имав среќа. Пред колку години беше точно? Тоа беше пред, значи, 2009 јас го отворив. Значи веќе 16 години. 16 и пол години, да, скоро 17. Го отворив салонот, значи на тие патувања ја видов фигурела во Виена и ја пробав. И тука се заљубив во таа приказна и сакав да ја отворам. Посакав да отворам, нели, во Македонија. Он тогаш ми збореше, бидејќи бев на релација Србија-Македонија, да го отворам тоа во Србија, дека повеќе, тој беше Србија, бидејќи повеќе ќе има работа во Србија, нели, поголем пазар и сето тоа, меѓутоа јас свесна бев дека е тоа така, нели, дека поголем пазар, се од моите патриотски причини, бидејќи јас стално бев и со него и со сите се расправав околу Македонија, ако никој ми каже, и таму, не можев да издржам никога живеев таму еден период, не можев да издржам, знаеш, ако нешто ги сака да дадат на значење на себе, па нешто македонците, ја викам не, како Белград, каква Србија, ќе го отворам салонот во Македонија, бидејќи сметам дека треба нашите жени да го почувствуваат тоа, чисто стварно од патриотски причини, и мислам дека жените треба, затоа што приметував, нели, сега дека што патував, дека жените на запад, посебно на запад, збориме не на Балканот, се негуваа многу повеќе во постари години, а нашите стари жени беа како баби. Мислам, со текот на годините тоа се промени, меѓутоа тогаш беше стварно така. Да, свеста се промени. Свеста се промени. И беа баш не обрнуваа внимание на себе, нели само готвење по дома, чување деца и воопшто не работеа на себе. Ја реков, не ќе го отворам во Македонија, сакам да ете јас да бидам некој што малце ќе допринесе да промени свеста на жените, затоа што се дивев кога ќе видам убава возрастна жена, уште тогаш, јас бев тогаш многу мала. Знаеш да поделиш комплимент на жена секогаш, да. И мене искрено многу повеќе ми значи комплимент од жена. Не дека не од машко, меѓутоа од жена многу повеќе, бидејќи сметам дека тоа е поискрено и по Знаеш тоа исто да го препознаеш? Да, знам да го препознавам кога, како што кажав, знам да препознавам, меѓутоа некогаш замижувам пред работите што ги препознавам од причини што сакам да бидам, нели, и што многу им се предавам на пријателите, во принцип многу им се предавам и сакам да замижам за да не се расипам сликата за човекот. Освен твојот партнер, твоите родители ти беа поддршка во Да, ми беа поддршка и моите родители многу, посебно мајка ми вложуваше во мојот бизнис, плюс работеше кај мене, значи ме заменуваше све. Многу голема поддршка ми беше мајка ми, така да без неј за она е наистина навистина прекрасна жена. Фала ти, ја познавам. Да, ја познавам, да, и има на кога е наследна убавината во секој случај. Да. Што е оно што сега би го променило од овој аспект после толку години една ваква работа?
Многу пати сум Дали размислувала на тоа. пропушти нешто? Многу пати сум размислувала на тоа дали би променила нешто, би променила, не би променила ништо. Ништо не би променила, може би променила, не би вложувала толку многу пари, би малце би заштедувала нешто друго. Знаеш, пошто сум била многу у тој период и многу погалантна за бизнисот, многу повеќе не сум размислувала, нели, колку во Македонија Не има си капацитет заштедала, да. тоа да ти се врати, затоа што сепак ние сме мала држава, како што кажавме, држава која што нема многу пари, која што не може многу луѓето жените во мојот случај не можат многу да вложат во себе, така да меѓутоа вака генерално не би променила ништо, мислам дека пак истото би го направила затоа што тоа ме исполнило и во тој период тоа ме направило да се најдам себе си. Јас првично работев како манекен кај Мики Црнокрак, како и уште тогаш со убавината бев, нели, поврзана, да. И нешто што сакав да работам нешто со тоа, така да баш се најдов нешто, бидејќи јас снимавав на мојот излет, нели, бев оптеритана стално тука, тогаш сум била слаба, па се чекај да не бидам дебела. Да. Бев оптеритана со тоа, Во со секој случај излезот. привилегија да го работиш тоа што го сакаш и Да, на крајот на да. краиштата и кога луташ за да се пронајдеш себе си, на крајот на краиштата си се пронашла и тоа на некој за жал буквално- никогаш не им се случува. Да, буквално се пронајдов и тоа, како што кажав, доста млада се пронајдов и сите новитети после тоа што ги донесував се со жар, со желба го правев. Се што мене ми се допаѓа, тоа го вметнував и во мојата работа. Се што на мене има резултат, го вметнував и во мојата работа, пошто сметам дека сите жени ние исто размислуваме кога се работи за убавина, секој сака, нели, да изгледа добро и тоа што Колку вложуваш во едукации? Многу вложувам и во едукација, и во апаратура, и во сето тоа, значи вложувам и нештеда од тој аспект, затоа кажав дека можеби нешто што би променила е само тоа да малце поштедливо го терам тоа. Меѓутоа, Како сега од овој аспект гледаш на жените во Македонија? Колку се промени, колку ти имаш удел во сето тоа? па сега да не биде нескромно, не мислам дека јас имам удел, меѓутоа Добро, сметам дека еден мал дел. да, сметам дека можеби мал дел имам удел, а можеби и времето, нели, какво време дојде и самите жени, и самите социјални мрежи, се тоа не промени и нас, бидејќи порано во Македонија жените немаа доволно средства да патуваат и сите тоа, например, кога сум имала јас средства и сум можност да патувам и да одам сегде и да видам нели како функционираат надвор жените, надвор од Балканов, нашите жени тоа не го можеле. Меѓутоа сега со социјалните мрежи све ни е достапно, све можеме да видиме, така да мислам дека и тоа има удел на жените, Секако, да. А дефинитивно јас бев тука нели меѓу тие, ајде да речеме, почетните во жени што работеа со ваква работа. И се надевам дека имам удел, се надевам дека на некого сум репер, пример. Бар некому, до некого допрало. Да, до некого тоа допрало. како треба да изгледа една. Се надевам искрено, мислам тоа ми е баш задоволство ако сум придонела нешто за жените во Македонија. Така, каде е твојот лимит во однос на работат? Па, немам лимит. Само небото ли? Да, немам лимит, да. Некогаш се уморувам. На вистина некогаш се уморувам, меѓутоа немам лимит затоа што амбицијата се повеќе ми расте. Апетитот се поголем. Да, апетитите исто така. Например, кога станува збор нели за работава, јас не знам да застанам затоа што се ми е малце, ностоп е нешто ново се случува, Јас Дури пребрзо. да, и пребрзо све оди и јас дури ми е криво што немам толку средства за сето тоа да го затоа што требаат средства за тоа, што немам толку средства за сето тоа да го имплементирам во работата, да го направам, да го проширам се повеќе. Ама никогаш се уморувам, никогаш стварно станувам уморна и се предавам, тогаш тие се тие моите... Колку се жртва поради твојот бизнис, поради твојата работа во оној друг приватен сегмент? Колку мислиш дека тој дел можеби ти е некој втор план, дека некои работи си ги запоставила токму поради тоа што си толку посветена на убавината на својата работа? Искрено, мислам дека не сум жртва на својата работа, дека приватниот живот го имам запоставено од други причини,
А работата ми е нешто што ме лечи и што мојата, веројатно, приказна, како што кажам, мојата фрустрација некоја, ми ја лечи работата. Трауми од детството. Траумата, да, сите имаме трауми Да. од детството, да не се лажеме. Секој што вика дека нема и дека нема фрустрација, тоа не Некому постои. излечен и некому не. Само тука е разликата, да. Не тие целосно не се лечат никогаш, меѓутоа се пребродуваат до негде, нели? Се надминуваат. Се да. надминуваат и се пребродуваат до негде, ама сепак нели си носиме нешто во себе, така да мислам дека јас не сум жртва поради работата, жртва сум на својот мислам приватниот живот ми го жртвувам заради некои други причини, не поради работата, а работата ми е нешто што навистина ме лечи и ми дава волја за живот. Свесна сум дека не може така стално, нели, дека треба да изградаме некој друг живот и семејство, и сум сакала, не дека не, и се уште сакам и се уште верувам дека некоја бајка ќе ми се Веруваш случи. во љубов, да? Во љубов верувам секогаш. Во љубов верувам секогаш и мислам дека ќе се случи нели нешто тоа што јас си го идеализирам и фантазирам, што малци нереално од моја страна, морам да признаам. Значи јас сум фантазер, живеам вајде во тоа наше време што ги гледавме оние амерички филмови со среќен крај, хепи енд стално и Кога најмногу си се разочарала во животот? од што? Приватно. Приватно. Стално се разочарувам приватно. Како што кажав, затоа што немам јас нели викаат учиме од грешките. Да, секогаш учиш на своји грешки, така? Нели викаат учиме на своите грешки, дека паметните учат од тугите грешки, а глупавите од своите грешки. А јас сум изгледа поише од глупавите. Ја не учам ни од своите грешки. Учам, ама треба да ги повторам на 5-6 пати па да научам. Како што ти кажав, не сакам да Повторувањето научам. е мајка на знаењето. да. Да не сакам да научам веројатно. И заради тоа не учам од прва грешка, него често се разочарувам во приватниот живот и знаеш како? Кај мене тоа вака, се разочарувам па се дигам нагоре, па се разочарувам и знам дека после секое разочарување нешто ќе ме дигне и ќе биде нешто вау, ќе ми се случи. После дождот сонце. После дождот сонце, после сонцето пак дожд, кај мене тоа така се движи. Добро, но генерално се срекна и исполнета. Генерално сега од овој аспект кога гледам од овој животен период, се чувствувам дека сум јас у принцип срекна жена и благодарна сум на тоа. Имав проблем како што кажав и претходно, нели живеев, сакав да кажам па се прекинав, живеев во некоја бајка кај што мислев дека треба да ми е се совршено. Имав нели некоја врска, па ова чинело, тоа не чинело. Јас стално сакав совршено, па не ова не ми чини мене затоа што мислев дека треба да биде совршено. Па не, другото не ме чини, така да јас сум проблематичен лик. И све нешто барав, нели? Се е до нас. Да, бев незадоволна, стално. Уствари, сватив дека незадоволството е во мене. Нешто, јас не знам, јас си го правам тоа да бидам незадоволна. Значи, ти можеш да бидеш задоволна од многу помалце. Јас имав изобилство за некои работи, па бев незадоволна. Сега самата си ставев некои лимити, и самата направив да немам толку колку што сум имала, самата тоа си го направив. За да видам, веројатно подсвесно тоа си го направив, за да видам и да го ценам тоа што го имам, да сватам и да станам благодарна, да сватам дека многу мали нешта може да ме направат срекна. Многу мали нешта може да ме направат срекна. И дека не е се до парите, и дека не е се да имам ташни од по 15.000 евра цело време, и дека нешто како што сум мислела нели На некогаш. крајот на денот, кога си сам со себе, дури тогаш Да. сваќаш што е најглавното за да ти бидеш успешен и среќен. Да бидеш успешен и среќен. Ние сите лутаме. Јас исто едно време се изгубив, бидејќи живеев начин на живот кој што многу малку, скоро 2% во државава наша не го живееле. И јас живеев нели на висока нога и сето се ми беше можно овозможено и достапно. И трошев многу пари месечно и стално бев незадоволна. Викам добро шо е И ова? на крајот ја научи На, пулката на крајот да, ја научив, само на себе си ги скратив ги затвори чешмата, вентилите, ги затвори да. вентилите што течат, за да сватам дека можам со помалку и поголема амбиција ми се роди и за работата и за сето тоа, значи добив поголема амбиција, добив поголема желба за успех. Што сега те прави срекна во момент?
Па, Освен се ме работа. прави срекна. Значи, сега у моментов, баш сум у таква фаза, дај Боже да ми трае, нели, оваа фаза, се чувствувам, дури сега дека созревам. Се чувствувам сега дека на мои 43 години јас созревам. Малце чудно и смешно, Па, не, ама кај мене никогаш не е доцна. Во мајка ми Кај стално никој ми никогаш. Да, мајка ми стално каже ти Керко касно ќе созреш, ама добро е дека созревам. Буквално сега сваќам дека може да ме прават срекна малите работи, дека ме прави срекна кога седам со пријателите, со некој близок човек, Колку знаеш често да заплачеш? цело време. Да. Плачам, многу плачам кога сум кога сум тажна, нормално не плачам кога сум срекна, ама имам и фази кога не можам да заплачам, тоаш ми е уште потешко. Кога плачам е добро, ми излага тој отров од мене. Кога плачам е добро, кога не плачам, нели сум, пошто сум константно анксиозна, па кога не плачам ми се собира, ми станува уште полошо. И тогаш си гневна, да. Гневна сум, да. лjuта Веруваш во сум, Бога? Да. Верувам, да. Не верував, у принцип. И тоа доаѓа со годините, Да, и сега ми се случуваат некои работи кои што ме доведуваат да верувам. Секогаш верував дека има, нели, виша сила, не дека не верував. Верував дека има некоја виша сила, само не знаев тоа, не верувам во религија и во сите тие работи. Меѓутоа, ние сме нели родени како христијани и сега знам дека сум родена како христијан, јас сум христијан, меѓутоа знам дека има некоја енергија и дека нешто постои, знаев, меѓутоа само не иде сакам на да Бог, дефинирам. на крајот на Да, краишта. да. И не сакав, не верувам во религија. Сега сум си така, не сум побожна, меѓутоа знам да, ете сега постам ова, не да се попала прв пат. Така, сакам да се малку да обрнам внимание на духовниот дел и да се, бидејќи животот ми покажа дека дефинитивно Господ постои. Да, дефинитивно. Да. Така. Знам дека загубата на твојот татко остави голема трага, голем белег нели во твојот живот. Тоа беше пред колку време? Сега дека ми го спомна, да. Пред 2 години и не очекував дека сега ќе ме прашаш, да. Не очекував дека ќе заплачам. Беше една тешка борба? Беше многу тешка борба. Татко ми почина од канцер. Тука кога се разболе, ни рекоа дека нема, за 2 месеци ќе си отиде и јас бев многу приврзана со мојот татко и сестра ми, многу бевме врзани. И не може да верувам се сруши целиот свет? Да, кога моја диагностицираа болеста, да ми се сруши целиот свет. Од тогаш се променив и тоа преиска кога кажував дека јас созрев првпат со смртта и со болеста на мојот татко. Обично викаат човек старее кога ќе го изгуби родителот. Дефинитивно јас созревав од кога татко ми го нема, за жал. Ми е жал што он не е тука да види некои работи, да се гордее, да се радува со мене и така натаму. Кога дознав, ја реков нема да дозволам јас, нели, мислам, која сум ја, не сум Господ, ама ја викав нема да дозволам. Се почувствува посилна во тој момент за да со сето оружје се обидеш да му помогнеш? тогаш, тоа што ми беше тогаш приоритет, што мислев дека парите може да променат се. Уствари тука се променив јас. Во тој момент не може. Не, јас во прво време верував дека ќе променат. Ја реков, ја нема да дозволам татко ми да почине, нешто да му се деси, ќе го носам од најдобрите клиники, ќе се излечи, нели. Да, му го продолживме животот, уствари му го продолживме агонијата, затоа што он се додека се лечеше веќе тоа не беше истиот човек. Го државме. Тука финансиите не помогна. Не помогна. Финансиите тоа сватив дека јас веќе не смеам да се стресирам, дека јас веќе не смеам да по секоја цена да не знам да трчам по пари, по не знам што. Затоа што тоа нема да ми го сочува ни здравјето, ни животот, него само среќните моменти, ако што повеќе среќа, нели, ми е жал што некои моменти не ги поминував со него, нели. Дали сега од овој аспект мислиш дека се си му кажала, дека се си му опростила или остана нешто недокажано? Се сум му опростила, тоа сигурно.
му опростив уште пред да се разболе. Како да чувствував нешто дека ќе му се случи, знам нешто со сестра ми спорев, леле тато ми изнервирал овој, само тогаш ќе реков, абе немој да збориш така, као викам, не знаеш што ќе се случи, не знаеш кога ќе го изгубиме или него или мама, дај нека се живи и здрави, што сакаат, нека зборат само да се живи и здрави. И уште тогаш сум му опростила за све, нели, што ако како родител, нели, ми сгрешил, секој родител несвесно грешава на своето дете, знам дека тоа не било свесно. Така да сум му опростила уште тогаш, а сега не можам да си опростам на себе некои работи, што не бев повеќе време со него, што гледав што имав други приоритети. Он беше човек што ни се јавуваше по 10 пати на ден, и на мене, на сестра ми, на мајка ми, стално аман, тато каже што е. Сега ми е криво, се викам само нека ми досаѓа, нека ми звони, само да е тука, да, и да е добро. Кој совет најмногу го паметиш и утре, дај Боже, кога ти ќе бидеш родител, ќе го пренесеш на твоето дете токму од твоите родители? Па конкретно татко ми, значи, он беше многу интересен, многу паметен човек, многу паметен човек, многу духовит, многу стварно човек што сите го сака. Значи сите ја дечковци што сум имала, што го запознале, другарки, сите го обожаваа, го сака. Он ми даваше секогаш добри совети, така да не можам да памтам и кога дори беше чудно, јас бев мала, имав некој дечко тогаш, што е првата врска која ми беше токму многу травматична, и он прво што не ми правеше да се тргнам од врската, што не покушаваше секој може начин. Беше искрена и отворена со него? Тогаш не. Со мајките. Тогаш не бев јас бев најдека отворена со сестра ми. Ни со мајка ми не бев толку, како постара сестра имав поише со нејзе, знаеш. Она беше поотворена исто со татко ми. Јас бев позатворено дете. У принцип не ги оптеритував со моите проблеми, стално ги жалев да не ги оптеритувам со моите проблеми или со моите што можеби не било правилно, али со сестра ми се споделува. И он стално ми даваше некои такви совети интересни, еднаш знам ми кажа кога седев дома, ајде не седи као толку дома, као млада си, јас бев не знам, 18, не знам дали имав 18 години. Вика, тоа беше, ајде сега не се врзувај за еден човек, знаеш, треба да промениш партнери за да видиш. Тоа ми беше тогаш тоа ретко, да. Треба да промениш партнери за да видиш што ти одговара за брак. Не се, и ми даваше примери, не се влага така у брак да ме кодма, као и ми даваше некои примери од неуспешни бракови. Као можеш да промениш партнер. Не ми викаше, сега ти мене ги не знам колку, ама треба да промениш партнер, затоа што бев во некоја токсична прва врска и он веројатно тоа го приметуваше, толку многу го болеше, да. Толку многу го болеше, му ја гледав тагата во очите, не знаеше како да ми го каже, чим тоа ми го кажа, знаеш. И стално ми дава совршени совети. Само за жал не сум ги слушала никогаш. Само сум го слушала кога треба да облечам нешто. Он беше исто многу, имаше осет за мода и за така, стално кога ми рече, вака си многу убава, бе стално тоа погод кога рече што си облекла ова, стално него го прашав никогаш мајка ми, пошто на мајка е секако си дете најубаво. Да. Така да се памтам од него, да. И ми е жал што не сум ги слушала неговите совети, почнувам сега да ги слушам неговите совети. Што е она што сега кога би се вратила години наназад, рече дека на професионален план не би променила ништо, но на приватен план. Кога би имала некој буквално 5 минути или Многу би променила на приватен план. Многу. Мислам, прво би се реализирала како мајка, тоа сигурно. Не дека сега заврши се и дека не можам да се реализирам, меѓутоа да ми се врати времето, сигурно многу помлада ќе се реализирам како мајка. Тоа не сум го сакала додека сум била млада. Сум мислела дека животот ќе ми заврши, сум ги имала тие стравови од брак. Значи, ете како што кажав, имав некоја травматична. За разлика од твојата сестра која За разлика од мојата мајка, од мојата сестра, тоа го збориме. Мајка ми исто си има омажена, татко ми е прв партнер. Одма сум се омажила многу млада. Сестра ми се омажи исто толку млада и доби дете толку млада. Внука ми на сестра ми се омажи исто многу млада и доби дете. Значи, сестра ми е сега толку млада баба. Значи, и сега ги гледаш предностите. И ги гледам предностите, да. Меѓутоа, пак не е нешто дека многу се каам. Свесна сум дека ова сум морала вака да го поминам. Во тој момент можеби не би била добра мајка, сигурно не би била добра мајка, затоа што сум се чувствувала неспремна за таа одговорност.
али како што викаат кога си млада ќе го родиш и како така ќе го израснеш. Да, Според има мене вистина во има тоа, да. вистина, ама според мене беше битно и како ќе го израснеш. Не е само да го израснеш па тут него на мајка ти, па на свекрва ти, како што прават нели сите, него јас имав идеја во главата дека треба нели да му се посветам на детето многу и дека треба да имам партнер, тој од бајките што го замишлјав. Дека ние треба нели детето да биде плод на нашата љубов, па не знам што. Мислам, сето тоа се некои грешни, мислам, погрешни мисли што сум неправилно сум размислувала. Меѓутоа морав да поминам од тој пат. Едноставно тоа е твојата патека, да. Тоа е мојот пат. Така сум требала, нели, и сега ако Господ даде, ќе се остварам како мајка, ако не тоа е тоа. Едноставно така е пишано, Така е што би се пишано, рекла, да, да, да. иако ние сме самите на вистина кројачи на својата судбина. судбина. Веруваш во судбина? Па, верувам дека сме ние кројачи на судбина. Да, има некоја судбина која што не можеш да промениш, ама генерално можеме многу работи да смениме. Не можеме да смениме нешто, например, болест, смрт, такви работи. Мислам дека се пак судбински, меѓутоа многу работи можеме да смениме. Колку пати до сега во животот си побарала помош стручна? Колку Цело време. И не се срамам од тоа. И нема потреба, да, и нема потреба, тоа е за поздрав. Кога бараш помош, кога сакаш да го решиш својот проблем во глава, знаеш често да посетиш психијатар или психолог? Да, психијатар, точно кажи си, психијатар. Не се срамам од тоа воопшто, порано никогаш не сум се срамела. Јас сум многу искрена, например, тоа ми е многу грешка. И татко ми викаше не мораш на сите да им се оголуваш. Да, тука го плаќаш својот цех. Го плаќаш цекот, ама јас не успеав да го научам тоа и искрена сум и затоа што сметам дека тоа што го правам јас е сосема нормално, тоа што ми се случило е нормално. Јас имав анксиозност на 23 години првпат ми се случи, мислам, бев анксиозна, веројатно сум била анксиозна многу години претходно, Но не си знала, да. Не сум знала, него тој паничен напад страшен што го добив, што ме извади од шини, што мислев дека полудувам и сето тоа, го добив на некои 23 години и идев знам на факултет. Не, првиот паничен напад ми беше во кино, а после тоа више кога почна тоа во мене. Знаеш, после првиот паничен напад имаш како цело време си анксиозна, цело време ти е телото во поголем страв дека во грци да не се повтори, до следниот паничен, затоа што знаеш дека нешто нелагодно ти се случило и дека може секое време да се, мислам, ти си креираш во својата глава дека нешто ќе ти се случи. А анксиозност како анксиозност можеш да избркаш ако јас сум се уште на пример анксиозна. Меѓутоа сега не доаѓам до фази на такви панични напади. Доаѓам пак, Го контролираш. го контролирам. Доаѓам да и сега, меѓутоа не толку често. Тогаш прво кога ми се случи, знаеш, во околина луѓе што знам дека имале панични напади, такви сите знаеш као срце болна сум од тоа. Ја тачно отидов на психијатар. Јас знам дека нешто во мојата глава не е уред. Да, дека се е до Мислам глава. бев свесна и за претходните трауми што ме доведоа до тука. Претходните трауми кои што ми направи анксиозност и страв, јас бев полна со стравови. Оправдани затоа што имав една ситуација претходно. Јас бев полна со стравови и тоа тлееше во мене, само се чекаше моментот кога ќе експлодира. Отидов на психијатар првично и не знам кај го имав слушнато, тоа ме 23 години, те молам и викам дај ми антидепресиви. И вика, а не знам ни кај сум го слушнала тоа. И она ми вика чекај, што ти е, смири се. Кај си слушнала? Не знам, не сум слушнала, ама нешто јас сум во депресија и викам. Тоаш не ме во депресија него. Да, и оние кои што се во депресија не го изговарат. Антидепресив да. автоматски дај ми антидепресив. Разговарав со докторката некое време и после некое време на вистина ми даде антидепресиви, дали самата што ги барав или веројатно може и требало. Пиев и терапија, така да Ти помогна? ми помогна многу, да. Пиев и терапија и не се срамам од тоа затоа што знам дека многу луѓе се соочуваат со тоа, а во тој момент кога мене ми се случуваат тие, јас разговарав со многу луѓе, со многу мои пријатели и после тоа ги слушав мобилите као Наташа е луда, скренала, полудела, Бардовци, шизофренија, знаеш она кај нас. Те погодуваат некои коментари, социјални мрежи и така натаму. Колку знаеш да се избориш со тоа? Порано многу ме погодува и овие вакви коментари, посебно од блиски, толку ме погаѓа. Јас сум многу хиперсензитивна, јас плачев, јас бев зашто, јас не трпев неправда. Истото памтам со татко ми кога ми даваше некој совет, се пак ја го спомнам за нешто како
ти ми вика, ако така ти вика за некој дечко, па ти прави си се свирка и си као, ма не можам викам јас да си свиркам, ја не можам да идам против себе, ја викам замислувам дека тоа ако сме партнери, ние сме тим, а не дека некој сака намерно да ме испровоцира, па тогаш ние не сме партнери, онда сме контра тим. И правда многу сакав да. А Калимеро е секогаш присутен, да. Калимеро бара Да. правда стално и кога бев кога чувствував неправда, да, многу бев тажна и ме погаѓа коментари од тој тип дека сум луда и сето тоа. Меѓутоа сега добро е што веќе не скроз, уште не сум скроз имуна, меѓутоа сум далеку подобро. Стекна некој имунитет. Да. Бидејќи тука негде ни завршуваат минутите, да. Што е она што би сакала за 5 години? Како се гледаш? И каде се гледаш себе си за 5 години? Брзо ќе помине? Да. Искрено не знам, затоа што јас функционирам исто така по инстинкт. Како се чувствувам така, не знам у која фаза што ќе сакам. Секоја фаза од животот различни нешта сакам. Сега, ајде од овој аспект сега, да се гледам нешто многу остварена во бизнисот, се гледам нели самостална многу и успешна нели во тоа што го работам. Меѓутоа стварно приоритетите ми се менуваат, па не знам што ќе посакам за една година. Да, што ќе биде тогаш? Да. Кои ќе бидат? Наташа, ти благодарам што беше дел од Животна приказна. Ти благодарам за искреноста пред се и некако многу ми е драго што сите некако гости се чувствуваат толку пријатно и слободно. Тоа сакам да кажам. Дека слозите се навистина нешто што се главната емоција во секој случај, дали се поради радост или тага, во секој случај убаво е да се видат кога некој тоа искрено од срце го чувствува. Многу ти благодарам и тебе на поканата и на вистина се почувствував, можеби и некои работи како на терапија. Да, некои работи можеби не требаше ни да ги кажам пошто ова е сепак и за јавноста, меѓутоа јас така од мене излезе едноставно затоа што баш се почувствував како на терапија и бидејќи поентата на емисијата дека оние кои се успешни, оние кои се популарни, во секој случај нивниот живот не е розов и дека и кај нив се случуваат многу работи така, како кај сите други луѓе и најважно да се извлече поентата како да се надмине сето тоа и дека сме некако мотивација на обичниот свет кој Точно така, јас сметам дека со ова што го кажав на некого можеби ќе му помогнам да се осеќа нели попријатно во својата кожа, затоа што јас не сум се чувствувала, а со лажен морал или со лажна слика ако представам, тоа нема да го постигнам, а целта ми е нели да некој се препознае и да си помогне нас. Да, ако можам да помогнам нели со ова што ја раскажав мојата приказна. Така, ти благодарам уште еднаш, успех и понатаму и во работата и секако приватно. И се гледаме некоја друга прилика, а на гледачите ќе им се заблагодарам за вниманието и ќе ве поканам повторно во истото време следната сабота на истото место Македонска радио телевизија.